Македонија е во потрага по едно лице. До нашата емисија се обратија многу загрижени граѓани кои не замолија да го пренесеме нивниот апел, да им се помогне да го пронајдат лицето кое се смета дека е исчезнато. Добар ден. Добар ден. Дали може тука да пријавувам едно лице што исчезнувало? Може да. Ајде, седи. Не сум за седење на поминување сум. Добро, и што знаете за исчезнатиот? Све знам. Црн, убав, така со очи црни. Добро, имаме апликација сега, вади фоторобот, само ми требаат податоци. Добро. Па црн е. Црн. Црни очи, црна коса, така убав, многу. Добро. Колку е висок? Молим? Колку е висок? Колку е висок? Што знаем колку е висок? Толку. Добро. Како беше облечен последен пат? Мислим црно сако, така со бела кошулја, спорт кежуел пишувај. А машна носеше? Моли? Машна. Нема машна, спорт кежуел ти викам. И кај го видовте последен пат? На телевизор, на телевизија го имам. Еве го 3 недели, нигде го нема од нова година вамо, нит се јавил, ни ништо. А вие што сте му, роднина на некој? Не сум. Јас сум граѓанин бе, гласач. Сум го гласал. Еве го бе фотороботот бе. Абе ти за Зоран Заев збориш цело време. Зоран Заев бе, за именјак сум не ми текнувал, не. Па го нема нигде. Вака ќе правиме, онака ќе правиме, ова ќе правиме, она ќе правиме, ништо. Да знаеме, ако не бива ништо да се враќам, имам швицарска роđаци таму ја. Го нема и ние го бараме, а го барат и од обвинителство. Ке се појави кај да е. Ајде пријатно. Студио, Јована? Ти благодариме, Зоки. Во меѓувреме, наши извори блиски до интернетот ни потврдија дека се случило Заев јавление. Со повеќе детали кога ќе имаме повеќе информации. Останете со вчерашно.